Колку и да сме издржливи, сепак не сме од камен. Доживувањето несреќа или трагедија само по себе е стресно. Влијае врз нас и нашето психичко, но и врз нашето општо здравје. Ова е темата во најновата приказна. Соочувајќи се со траумата и својата лична траума и колективната траума, произлегоа сите тие негативни емоции, но кои што на крајот вродија со позитивни и пред се најважно од сето тоа ми беше што повторно си ја разбудив љубовта во себе. Траумата може да предизвика болка, а болката будење на различни емоции кои се таложат со текот на времето. Колку повеќе поминува време, толку повеќе чувствуваме лутина, гнев, бес, срам и други негативни емоции кои резултираат од таа болка. Сузана Нечовска е од Битола, се има соочено со лична, но и колективна траума. Таа за нашиот магазин ја споделува својата приказна. Вели дека само преку слушање на своите емоции можеме да допреме подлабоко во себе и да се соочиме со траумите кои оставиле белег во нашиот живот. И за прв пат решив да не ги потиснувам, односно да не ги занемарувам, седев со емоциите и ги чувствував. Траеше тоа, беше период, да кажам, од година-две. Меѓутоа, работејќи на таков начин, од емоциите, од тие негативни емоции, дојдов до откритие, односно се сретнав со оние убави емоции, есенцијалните емоции. Дојдов до есенцијата на нашето постоење. Се сретнав со емоциите кои што се сенка на овие негативни емоции, односно се рефлексија, тоа се љубовта, радоста, среќата, сочувството. Во моменти кога имав силен наплив на страв, на лутина, на бес, кога ќе останев со тие емоции, на крајот резултираше одговорот беше дека за сето тоа се крие емоција на љубов, емоција на сочувство, емоција на разбирање. И во тие моменти на осознавање, на спознавање на тие есенцијални емоции, болката се губеше од телото. Веќе не ме оптеретуваше таква болка, веќе не ме прогонуваше. Едноставно го растеретив телото од тежината на траумата, тежината на бремето кое што со текот на искуството и годините се создало и резултирало во болка и натрупани негативни емоции. Кога ќе донесеме одлука да се погледнеме во очи со своите емоции и да го бараме изворот на траумата која ја носиме во себе, истрајноста е најважна, вели Сузана. Патот не беше лесен, пред се затоа што на овај начин се спуштаме во едни подлабоки есенцијални димензии внатре во нас, во кои што се одлики на душата и кои што така не резонираат многу со разумот и логиката. И тука имав доста борби, да речем, фајтови со умот, кои што нели сме суштества кои што функционираме во општеството и расудуваме на база на логика и разум. Но тука требаше да се исклучи разумот и да се влезе подлабоко, да се буквално да се допре до длабочините на душата, за да може да се разберат од каде доаѓаат сите тие трауми, да кажам, сите тие тешки емоции. Сузана си има соочено со голема семејна трагедија. Причината за започнување на ова патување, односно на моето будење, започна лежи во една случка, една семејна трагедија пред 6,5 години, која што ми одзеде блиски личности и во која трагедија за по некоја Божја промисла, сум се уште, мислам, останав жива, присутна тука, сум се уште тука, зашто сум бескрајно благодарна
И после таа случка, после таа трагедија, почна нешто во мене да се буди, односно да се појавуваат многу прашања кои што не ми даваа мир и кои што ме тераа да се запрашувам дали го живеам сопствениот живот или некој туѓ живот, бидејќи во тој момент правев нешто што не сакав да го правам, не ме исполнуваше, не се радував. И сватив во еден момент дека јас уствари ги исполнувам општествените норми или желбите на родителите и така натаму, и дека воопшто не живеам автентично, односно не го правам она за кое што сум тука на земјава. Освен личните, тука се и колективните трауми, кои исто така влијаат врз животот на личноста. Ке спомнам, еве, како пример една од колективните трауми кои што ги живееме тука ние конкретно, да речам, како жени на балканските простори, значи колективната траума е жената да биде покорна и заќутена, односно никогаш да не дојде до ситуација да го изрази својот глас. А од друга страна пак седи мажот како фигура доминантна со високо изразито его, и кој што преку агресија и сила сака да ја покаже својата доминантност и сака да ја заплаши жената. Значи таа е една колективна траума во која што живеат жените генерално на Балканот. Во страв, живеат во страв. Траумата предизвикана од големата семејна трагедија била причината Сузана да почна да ги слуша емоциите и да се соочува со нив. Таа за приказна го сподели нејзиниот начин, како успеала да се избори со се што траумите донеле во нејзиниот живот, како негативна емоција. Секогаш се обидувам да не влегувам во траумата на другиот, меѓутоа да покажам сочувство, разбирање, љубов, поддршка, да држам извесен простор за нив, да помогнам со тоа што сум тука, со моето присуство, но секако не влегување во драмата и траумата. И пред се мојата поддршка за луѓето наоколу кои што минуваат низ траума е со љубов. Љубов и разбирање, и тоа е и мојата порака, да останеме на фреквенцијата на љубовта, за се да ни биде полесно и за се да ни биде радосно и полесно да чекориме низ животот. Страв, паника, безнадежност, неможност за концентрирање. Ова се само дел од емоционалните сигнали кои укажуваат на траума. Еве што ви откриваме. Траумата е емоционален одговор на една личност на одредено вознемирувачко искуство. Самиот збор траума буквално значи рана, шок или повреда. Траумата настанува секогаш кога личноста е изложена на одреден настан кој што со себе носи некаква вознемирувачка содржина, која што нели може да биде и телесно вознемирувачка или психолошки вознемирувачка. Сите носиме некоја траума со себе. Траумата може да влијае на нечии верувања за иднината преку губење на надежта, ограничени очекувања за животот, страв дека животот ќе заврши нагло или рано, или очекување дека нема да се случат одредени животни настани. Траумата по својата природа создава разделувања на повеќе нивоа. Трауматичните настани не се изолирани појави, а внатрешното искуство на трауматизираната личност се рефлектира и во нејзиното пошироко обкружување. Секогаш у прв момент траумата е негативно искуство. Секогаш. Значи никој не може нели не треба време да isprocesираме информацијата од тоа што ни се случило. Меѓутоа како нели сваќаме дека тоа се случило, после извесен период разбираме да тоа ми се случи, беше негативно искуство и сето тоа за мене. Трауматичните искуства им се случуваат на сите луѓе, на секоја возраст и од сите социоекономски слоеви на нашето општество. Ваквите искуства можат да предизвикаат терор, интензивен страв, ужас, безпомошност и физички реакции на стрес.
Понекогаш влијанието на ваквите настани едноставно не прекинува, па дури никога ќе поминат. Некои травматични настани се длабоко врежани искуства кои можат да го сменат начинот на кој децата, тинејџерите и возрастните се доживуваат себе си или го доживуваат светот. Понекогаш влијанието на траумата се појавува дури и по недели, месеци или дури и години по травматичниот настан. Последиците од траумите сега тоа многу зависи од интензитетот на траумата и од карактерната структура на самиот човек кој што го доживеал тој настан кој предизвикал травма. Промените може да се случат одма, после самиот настан што се случил. Тоа е, така го викаме ние, aftershock ефект од самата травма која се случила. И тоа знае да биде одма како засилен страв, кататонија, згрченост на телото, шок од загуба, нели нормално зависи што се случило. Може да е тоа некоја сообраќајна незгода, може да е смрт на близок и така натаму. Може да се случи одма, но може да се случи понатаму. Може да се случи по недела дена. Во самиот момент човекот да е под адреналин, полесно се справи нели во тој даден момент, но по недела дена да почнат да се јавуваат некои потешкоти, како на пример несоница, проблеми во функционирањето, исто така може да се јават и по неколку месеци. Сега доколку подолго трајно тие симптоми нели се случуваат, кошмари, несоници, проблеми во функционирањето, веќе имаме посериозно нарушување кое може да прерасне во посттравматско стресно пореметување понатаму. Настанот кој предизвикал траума може да биде еднократно искуство или долготрајно повторливо искуство или повеќекратни искуства кои потполно го преплавуваат капацитетот на личноста да се носи со или да ги интегрира мислите и емоциите што ги предизвикува токму тоа искуство. Иако настанот не предизвикал физичка штета, неговото влијание може да има ефект врз психичкото и физичкото здравје и емотивната и душевната состојба. Траумата секогаш влија на нашите идни искуства. Доколку нели не е на време освестена и доколку не е на некој начин излечена, она влија на нашите идни искуства и ги формира нашите идни стравови. Па сега, например, нели ако имаме некоја трауматично раскинување на врска или трауматичен развод на брак, или ако бракот бил негативен, лош постојано со некои нели пропратени негативни критики према партнерот и така натаму, може личноста во иднина да се затвори во себе и да не биде повеќе отворена према некој нов партнер, према некоја нова љубов и така натаму. И во однос на тоа, многу може да ги дефинираат идните искуства. И тоа да биде дури некојаш не целосно свесно. Личноста може да каже, се затворив, а не знам зошто. И кога ќе почнеме да го истражуваме тоа, например, во времето на терапијата, ќе видиме дека и како имало некои низа настани од минатото кои што го дефинирале тој нејзин став према иднината и према идните искуства. Исто така, траумата има еден проблем да прави генерализирачки искуства. Значи, едно такво искуство, ако ми било лошо, несвесно и правиме тенденција да сите такви други искуства бидат лоши. И се штитиме од нив, нели бегаме некако од тие искуства и може и како да биде доста ограничувачка во развојот на личноста, поготово нели за позитивни искуства. Исто така тука можеме да кажеме финансиската траума. Некое семејство, имаме семејства кои што, например, се многу добро ситуирани финансиски. Меѓутоа, постојано ќе видите во семејството некако постои некој страф од сиромаштија. А иако они никогаш тоа не го доживеале, тука е фактор трансгенерацијската траума. Например, можеби бабите, дедовците били изложени на некоја финансиска траума, на некоја немаштија, на некоја немање и стравот од немање го пренеле на идните поколенија. Одредена епизода може да биде доживеана трауматична за едно лице, но не и за друго. Важно е при тоа да кажеме дека не секоја личност, не секој човек исто би изреагирал на еден настан. Значи, одреден настан може да биде поосетлив за некои луѓе, додека истиот настан може да не предизвика некаква траума или да не биде толку осетлив за други луѓе, освен нели се разбира ако не станува збор за екстремни животозагрозувачки ситуации кои што нели би ги загрозиле сите луѓе, како што е на пример земјотрес,
пожар, губење на работно место, значи поекстремни ситуации може на еднаков начин да ги загрозат луѓето, меѓутоа дури и тогаш имаме одредени варијации. Еве, нели можеме да земеме за пример, да го земеме времето кога беше короната. Некои луѓе доста травматично реагираа на целата таа ситуација, на сите тие денови, недели, месеци кои што следеа. Од друга страна, некои луѓе не толку многу ги допри, некако продолжија нормално да го водат животот. Има повеќе работи кои што може да донесат промени во однесувањата и во искуството кај човекот. Тие промени може да бидат од различен карактер. Пример, првата категоризација би била психолошки или емоционални промени, засилено чувство на страв, засилено чувство на несигурност, засилено чувство на анксиозност, нели, од кој ќе се случи тоа травматско искуство. Следно би биле социјални промени, односно промени во однесувањето кај човекот кој е искусил таа травма. Тоа знае да биде, нели, ако некој човек пред да искуси таа травма бил подружелюбив, сакал да излегува, покомуникативен, после тоа искуство знае да се затвори, на таков начин да го преброди тоа нешто што му се случило. Неретко знае да се случи човек што претходно не постигнувал по супстанции, подоцна да почне да злоупотребува супстанции, да избегнува секакви можни действија, активности кои што го потсетуваат на тоа искуство што се случило. Понатаму исто така може да бидат физички промени кои што се случуваат во самиот организам кај човекот. Главоболка, зголемен крвен притисок, посилно срцебиење и така натаму, нели, проблеми со несоница. Траумата не се состои од самиот настан, туку од влијанието кое настанот и неговите околности го имаат врз животот на лицето, како и емотивните и физичките реакции кои ги создаваат. Начинот на кој лицето ја толкува приказната за тоа што се случило. За индивидуална травма, значи може да познаеме кога тоа лице по одреден период од траумата има промени во однесувањето. Има промени во тоа како пристапува во контекстот, како што кажавме, може да избегнува цел еден пример, ако имал травма, еве да кажеме, раскинување со партнер, некој може да го доживее како травма. Може да избегнува да оди на места каде што одел со партнерот, може да се изолира, може да не сака да разговара на одредена тема, може да има промени во самото емоционално доживување, ако бил премногу мирен да стане агресивен, да стане гневен кон одредена група луѓе, пак зависи, нели, за каква травма станува збор. Ако бил по позитивен, подружелюбив, може да дојде до затварање на таа личност. Значи, симптомите може многу да варираат во зависност од траумата и во зависност од карактерната структура на личност. Што всушност е траума? Кога ќе го слушнеме зборот траума, веднаш на сите ни доаѓа една асоциација дека станува збор за некое силно доживување. И самиот збор траума доаѓа од грчкиот збор што значи рана. Тоа значи една психолошка рана. И всушност траумата доаѓа, ја доживуваме како под влијание на некои надворешни случувања кои што се доста силни и травматски влијаат на нас, и најчесто таквите трауми се поистоветуваат со колективни трауми што сите ги доживуваме, се поистоветуваат со силни катастрофи, војни, земјотреси, поплави, пожари и слично, каде што личноста доживува еден ужас од кој што уствари се чувствува дека е без излез и не знае како да го реши тој момент на таквата ситуација. Поготово ако е во некоја ситуација на земјотрес, поплава, каде што сите го чувствуваат тоа и нема кој да ја помогне, во таквиот момент се чувствува сама и единствено оставена на себе, и во таквите ситуации личноста е преплавена од многу силни емоции. Да, тоа е еден од моментите кои што сакам да го дискутираме, кој е ефектот кој што траумата го нанесува на нашето ментално, а може би и на нашето општо здравје. Во зависност од тоа кој е силината и интензитетот на траумата,
всушност првиот одговор на нашиот организам на траумата ќе биде различен. Доколку имаме силна траума, која што го доведува организмот во едно замрзнување или шок, во таа ситуација имаме преплавување со емоции, кои што всушност не успева личноста да се справи со нив, односно ги надминуваат нејзините капацитети. И токму во тој момент, значи во таа ситуација кога ќе доживее таква силна емоција, може да се случи да умот и телото се забават и понекогаш што е здрав начин на реакција, и тој здрав начин на реакција значи да застанам, да размислам и потоа да тргнам во дејствување. Меѓутоа, многу често се случува, пак ќе речам во зависност од интензитетот на траумата, и од тоа колку личноста е исплашена, оти може да биде претечка траума, не мора да биде траумата дека животно опасна е навистински за личноста, но таа да има впечаток дека е животно загрозувачка за него или за неа, и токму заради тоа емоционално силно да се преплави со емоцијата на страв првенствено, а потоа дополнително со емоцијата на депресија, на беспомошност и така натаму и така натаму. Споменавте ситуации кои што може да бидат како колективна траума. Би сакала да ги споменеме оние трауматични искуства кога имавме јавно обзнанување на информација за исчезнати деца кои што потоа се завршија трагично со смрт. Колку во такви моменти треба да се внимава во процесирањето на информацијата со цел да не влијаеме на таа колективна траума која се јавува како резултат на таквото искуство? Начинот на сензационализам е многу специфичен и за повеќе професии, вклучувајќи, да кажеме, и за професијата која што ја имаат новинарите. Тоа е веројатно заради тоа што сакаат да дадат што поисцрпни детали и поинтересна да биде приказната, меѓутоа во таквите негативни случувања или исчекувања во кои што целата јавност е вклучена и секојдневно е насочена кон тоа дали има информации, кои се информациите, каков е исходот, тоа го имавме и кај нас, го имавме еве сега многу временски скоро и во соседна Србија, го имавме и претходно во соседна Србија, така да тие трауматски колективни трауми или да кажеме стресови кои што силно влијаат и кај некои травматски ќе влијаат, се многу чести и на различни начини присутни. Значи не мора да се случи земјотрес па само тоа да е колективна траума, туку колективна траума е и тоа како и на кој начин јавноста исчекува да се реши нешто што е многу сензитивно, емоционално присутно во секое семејство со исчекувања и со страв. Значи во секое семејство кое што има деца на таа возраст или па дури и со постара возраст, сите се засегнати затоа што сите се поистоветуваат дека тие се родителите или тоа е детето и така натаму. Така да многу треба внимателно да се известува, затоа што ние не знаеме на кој начин ќе почне да делува емоционално врз сите, заради тоа што ќе има луѓе кои што ќе имаат капацитет емоционален да се носат со тоа, но ќе има луѓе на кои што сериозно ќе им поделува и може травматски да влијае понатаму во нивното функционирање. Кои се сигналите кои што укажуваат дека некоја личност се справува со трауматско искуство? Значи може да бидат различни сигнали. Траумата влијае на тој начин што и физички, и емоционално, и когнитивно, и социјално го опфаќа личноста, односно влијае на целокупното негово функционирање. Ако зборуваме на физички и телесен момент, тогаш можеме да кажеме дека личност која што доживеала траума од било кој размер, физички или телесно ќе изреагира со вртоглавица, со тресење, со повраќање, со болки во стомак, значи баш ќе има и некои физички симптоми кои што се видливи дека во моментот поминува низ некаква травматска ситуација. Најчесто тоа е веднаш после траумата, одеше
сите ние бевме сведоци на телевизија кога излезе едно детенце кое што ја доживува војната, кое што се случува и како тоа после неколку секунди од како се зборуваше со него, еден лекар зборуваше и тој почна да се тресе, цело тело му се тресеше. Значи тоа е да кажеме еден начин како може на физички план или на телесен план да се изреагира, а додека на емоционален план може да биде на различен начин реакцијата. Може да видиме плач, например, може да видиме смрзнатост, може да видиме нешто што личноста ни покажува дека е надвор од оваа реалност, како да не е тука, како да не и се случува неизе сето тоа што го има или што и се случило претходно. И всушност тоа покажува дека личноста буквално има една реакција на шок во која што одбраната и е со замрзнување. Кога го споменавме шокот, што значи посттрауматскиот шок, како исто да го препознаеме и што треба да се направи во ситуации кога некое лице се соочува со посттрауматски шок? Значи, во однос на посттрауматскиот шок најчесто е веднаш после доживеана травма. Значи, веднаш се случува, како што е, шокантна е целата ситуација за личноста, не успева да ја процесира, затоа што сите информации кои што ги приме од надвор, за неизе се животно загрозувачки и сето тоа личноста ја доведува во една ситуација, може да се брани од таа ситуација на 3 начини. Едниот начин е, како што испомнав, шок или замрзнување. Вториот е бегство и третиот е борба. Најчесто, кога луѓето доживуваат силни трауми, првиот момент е шок и јас спомнав дека тоа може да биде во таквата ситуација одбраната може да биде здрава, за да размисли, да биде внимателен, да ги види сите ситуации и како да делува на тоа. Меѓутоа, многу почесто се случува да личноста останува замрзната, односно не може да зачекори, не знае што да прави, замаглена е, не го доживува или реално сето она што и се случува и многу често во таквите ситуации се случуваат и дисоцијативни феномени, што значи дека како да ја гледа целата ситуација од озгоре, како да е одвоен од телото и дека го доживува сето тоа дека на некој друг му се случува. И исто така реалноста му е изменета. Често пати има впечаток дека како магла или перде да има пред себе, па не ја гледа целосно реалноста. И тоа е нешто што се заприметува и секој наспроти него може да го доживее или односно да го препознае дека е во шок од траумат. И тоа сме биле сведоци ако некој бил сведок, да речеме, на тешка сообраќајка или на сообраќајка каде што имало последици со повреди и така натаму, во кои што имало личности кои што се во шок од траумата, актуелната траума, и во таквите ситуации се однесуваат како апсолутно да не се тука. И тоа е еден начин како личноста преживува, затоа што толку силно е емоционално засегната или преплавена со емоции и во таквиот момент има впечаток дека ќе се изгуби, распадне и слично, па ова е еден начин на одбрана. Колку личните искуства од типот на личните трагедии, смрт во семејството, развод, може да бидат трауматично искуство? Тие искуства се трауматични за сите луѓе, смрт на блиска особа и зависи од смртта на возраста на личноста која што починала, зависи од многу фактори. Меѓутоа, ако станува збор за ненадејна смрт и за смрт на блиска личност која што е во зрели години, кога се уште не се ги завршила сите обврски, а тоа значи дека е родител, не успеал да ги заврши обврските поврзани со растот и развојот на своите деца, а уште пострашно како станува збор смрт на дете во семејство, тогаш во таквите ситуации тоа е страшно многу трауматично за семејството.
особено многу травматично за децата кои што поминуваат низ таков губиток или низ таква. На почетокот, во фазите кои ќе ги разгледаме на поминувањето, на прифаќањето, да кажеме, на смртта, прво има негирање на блиската особа, прво има негирање, неприфаќање, и тоа автоматски значи дека луѓето се уште се во шок. И исто така, еден дел од луѓето можеби ќе имаат изливи на емоции, а еден дел ќе бидат скаменети. И некои ќе речат дека па добро се справуваат затоа што немаат силни изливи на емоции, така натаму. Уствари тие се во шокот на замрзнатост или таа состојба, кој што дури им треба време да помине за да ја прифатат, процесираат целата таа ситуација. Дали треба да се побара помош во поглед на процесирањето на таа информација и кој треба да ја лоцира таа помош во случај кога семејството се соочува со вакво травматично искуство? Кога семејството се соочува со ваква травматично искуство, најчесто сите од семејството поминуваат низ слична ситуација. Секако некој има појаки, посилни капацитети да може емоционално да се справи на новонастанатата ситуација и да некој начин да ги активира сите резилиентни снаги кои што ги има за да може да помогне и на другите. И најчесто тој кој што е најрезилиентниот во семејството побарува помош или пак во зависност од тоа кој ќе изрази симптомот, и често пати некој ќе изрази симптом, некој нема да изрази. И ваквите трауми на губиток на блиска особа предизвикуваат слични реакции кај сите членови од семејството. Некогаш родителите прават една грешка, а тоа е да ги заштитат, сакајќи да ги заштитат своите деца, да не поминуваат низ сите емоционални искуства низ кои што они поминуваат, тогаш пред нив воопшто не ги покажуваат своите доживувања, емоции, начин на справување со губитокот. И тоа е грешка заради тоа што на тој начин не им даваат право на децата да и они заедно со нив учат да се справуваат со сите тие силни емоции низ кои што поменуваат, а особено да се прилагодуваат на новонастанатата ситуација на губитокот во семејството. Доаѓаат во психолошкиот центар Алтернатива, доаѓаат доста луѓе кои што доживеале траума со губиток. И може да дојдат и после година, две, некојаш и после 5 години со сосема поразличен симптом, а плюс кога ќе тргнеме да го работиме на тоа, ќе видиме дека траумата што ја доживеале со губитокот се уште не е испроцесирана доволно, не е одработена и емоциите на тага се замрзнати. Емоциите на обработка на губитокот се замрзнати и тие се уште го држат починатиот во семејството како да е жив веднаш до нив преку таа замрзната тага. Стручните лица траумата ја категоризираат како акутна, хронична, комплексна. Според една друга класификација, траумата може да биде развојна и ситуациона. Главната поделба на траумите секогаш е развојна травма и ситуацијска травма. Кај развојната травма имаме, например, серија на повторувачки настани кои што на некој начин се вознемирувачки за личноста или пак, како што реков, ја загрозуваат. Сега во развојната травма некогаш не мора да има конкретни настани. Некогаш се конкретни настаните, например, не дај Боже, некоја девојка да претрпела повторено силување неколку пати. Тоа е голема веќе травма. Меѓутоа во развојната травма некогаш е недостаток на давање поддршка. Например, одредено дете кое растало во семејство каде што немало толку многу емоционална поддршка, може да развие траума, навика, значи дека за него нема тука некој. И потоа таа траума во подоцните години да се одрази на тој начин што тоа дете ќе има проблем да побара емоционална поддршка од својот партнер, од пријателите, од било кој од околината, поради навиката дека тука немало никој за него. Тоа е еден вид на развојна траума и уште можеме да кажеме дека тоа се мини-ти, односно мини трауми кои што ние ги доживуваме и секој ден во нашето секојдневие. Меѓутоа не толку многу нели обрнуваме внимание.
Од друга страна, ситуацијската травма доаѓа од еднаш, таа изненадувачка, како некој настан што може да се случи, онака како некој бум кој е поголем, едноставно не вади на некој начин од нашата комфортна зона и предизвикува голема промена или го потресува полето во кое што ние живееме, нели твориме, што и да правиме, да? И го пореметува нашето секојдневно функционирање, па треба нели на ново да правиме некакво прилагодување. Еве, например, голема травма беше пред неколку години поплавите кои се случија. Значи, нели на луѓето им беа загрозени домовите, треба да се случува ново прилагодување. Травма може да биде тешка болест, како канцер, срцев удар или некои други, исто така по животно загрозувачки болести. Одредена епизода може да биде доживеана травматична за едно лице, но не и од друго. Траумата не се состои од самиот настан, туку од влијанието кое настанот и неговите околности го имаат врз животот на лицето, како и емотивните и физички реакции кои ги создаваат. Начинот на кој лицето ја толкува приказната за тоа што се случило. Во доживувањето на травма имаме два типа обично на реакции. Некогаш луѓето не се ниту свесни дека преживеале травма, поготово кај развојната травма, тоа се среќава често. Например, во терапија може да дојде клиент кој што ќе каже: јас имам проблем да побарам помош генерално од другите луѓе и тоа мене ми создава анксиозност или некаков страв. Меѓутоа, клиентот никогаш не бил доволно освестен дека всушност не наишол на поддршката која што му била дома потребна. Он ќе каже: моите родители се грижеа за мене. И навистина се грижеле родителите, нели го давале од себе тоа што сметале дека можат да го дадат, меѓутоа некогаш некои работи што од перцепцијата на детето му биле потребни, не му биле дадени. И на тој начин се создава таа развојна травма за која што личноста може да не е целосно свесна дека ја има. Од друга страна, посме свесни кога ги доживуваме ситуацијските травми. Нели сега ако ни се случи нешто по-големо кое што може да ни наштети, ние секако ќе бидеме нели некако вознемирени после тоа, па често пати се случува една пролонгирана тага, страв, плачење, анксиозност и така натаму. Меѓутоа, некогаш дури и тие се случува личности да ги толерира тивко поради срам, нели дека нештото на неа се случило, или обично луѓето имаат и понижувачко чувство. Некогаш кога ќе им се случи таа травма, па имаат проблем отворено да зборуваат за неа, тоа посебно станува збор кога ги имаме сексуалните злоупотреби. Покрај индивидуалните, постојат и колективни трауми, како војни, пандемија, природни катастрофи, политичко насилство, нуклеарни или еколошки катастрофи, раселување, сиромаштија и слично. Тука првично доаѓаме од тоа чувство на несигурност кај еден колектив, кај една нација, кај граѓаните. И тоа чувство на несигурност подоцна доаѓа до чувство на страв, а тоа па чувство на страв и носи чувство на паника. Сега, какви влијанија може да имат, пак може да има различни влијанија, како што кажавме претходно психолошките што беа тука, а сега најмногу кај колективното може да зборуваме за социјалниот аспект од влијанијата. Тоа се нарушени социјални односи во една држава, во едно општество. Доколку зборуваме, како што кажав претходно, за војна, нарушени меѓуетнички односи. Доколку зборуваме за пандемија, страв нели од губиток на здравјето, страв од смрт за себе, за ближните и така натаму. Најчесто може да се да произлезе некоја социјална дистинкција, социјална поделеност во опкружувањето кај што живее нели човекот и заедницата. Подоцна исто така можеме да зборуваме и за културни влијанија, кај што цел едно културно движење може да биде проследено од некоја колективна травма што била предизвикана. И пак, како што кажавме, исто така и не бегаат и тие физички последици по менталното и физичкото здравје. Моралната болка и неправда се важни димензии на траумата. Едно од главните чувства на жртвата е недостатокот на сигурност и поддршка, наспроти чувството на ранливост. Траумата влијае на идентитетот, перцепцијата за себе си и довербата и создава ранливост и несигурност. Тага, краткорочен страв, вознемиреност, збунетост, постојан замор, кошмари, депресија, избегнување на емоции поврзани со траумата, агресија, се сигнали кои укажуваат дека едно лице преживеало траума. Последиците може да настанат врз целата презентација на човечкото суштество и во однос на
неговиот организам како целина и функционирање и во однос на неговата ефикасност како целина во секојдневието. Може да настапат телесни тегоби во вид на главоболие, нерасположение, немање на иницијатива, да се започне било што, слаба реализација на постоечките задачи, стереотипни, се поголемо незадоволство од себе и на крај една комплетна стагнација до одење назад. Невидливите рани можат да доведат до депресија, насилство, па дури и самоубиство. Затоа е важно да се препознаат симптомите и да се побара помош. Два од најважните елементи кои го поттикнуваат закрепнувањето се воспоставувањето чувство на безбедност и обезбедувањето социјална поддршка. Па ако го погледнеме денешниот живот, општеството во кое што живееме, она што е главно е чувството на дисконекција. Значи никој нема конекција. Нема прифаќање на ранливоста во нас. Значи, кога ќе кажам ранливост, не значи дека сум јас слаб, него дека сум во потполност прифатен. Значи нема искреност. Постојано живееме во некое чувство на срам, на вина, на тоа како да се заштитам, да поставам некои граници. А длабоко во себе сите чезнееме по некоја конекција, нели? Сите сакаме онака да ни биде отворено срцето и да се конектираме. И тоа е главната причина затоа што има траума, значи недостаток на конекција и не затоа што ние сме лоши, туку не знаеме што е конекција во суштина, не знаеме како се конектираме со себе. Единствен излез да се случи тоа е да почнеме не да се едуцираме за тоа нели што е траума, како е траума, сите знаеме што е траума, меѓутоа да сватиме дека траумата е само фреквенција. Од своето лично искуство можам да кажам, нели, во моето минато имам поживено доста трауми и секако нели сватив дека мојата целта на сите тие трауми во суштина е барање на мудроста во нас. Значи не е нешто кое што мене ми се случило лошо, па ја ќе влезам во таа улога на жртва и цел живот ќе бидам некој кој што ќе исцелува нешто, туку целта на траумата е во суштина да ни покаже нешто, дека има и нешто друго во нас. И единствен излез од таа траума е да се промени фреквенцијата. Значи фреквенцијата се менува со тоа што доаѓаме во вистинска конекција со нашето автентично јас, со нашата есенцијална природа. Конекцијата е се во нашиот живот. Значи, ако си дисконектиран, апсолутно ништо нема смисла во животот. Значи, ние се правиме за конекција. Меѓутоа, работата, прашање е како го правиме тоа. Луѓето удат, постојано работат по цели денови, викаат да јас сум успешен, јас сум, не приметува дека тоа е нивната траума. Нели? Затоа што тоа го прават, затоа што веруваат дека на тој начин ќе бидат видени, ќе бидат препознати, нели, ќе добијат конекцијата. Има луѓе кои што постојано им удоволуваат на другите, затоа што тоа е начинот на кој што научиле да останат поврзани. И сега ние ако ја разгледаме, нели, нашата личност, на начинот на кој што имитира, сака да имитира нешто, и ако го разбереме тоа длабоко, дека во суштина ние постојано бараме конекција, и ако се прашаме каде е таа конекција, значи јас не можам да кажам јас сум дисконектирана и ми треба ване да ме конектира, нели? Пак сум зависна од тебе, нели? Сакам да припаѓам и ќе чувствувам постојано несигурност дека секој пат кога ќе се тргнеш ти јас ќе бидам дисконектирана. И тоа не е решение. Конекцијата е длабоко во нас. Значи, ако научиме, односно ако почнеме полека по полека да мојот пат, нели, на кој што јас лично го искусив е способност да чувствуваме. Ако полека почнеме да се отвараме, да чувствуваме, да влагаме длабоко во себе, ќе најдеме вистинската конекција. Значи не постои човек кој што влегол длабоко и рекол тука нема ништо. Па тоа е како репетитивно, значи има фрагменти во нас и ние сме научиле да бидеме тоа мало јас, кое што е, у суштина тоа е како некоја одредена ментална идеја, слика во нашиот ум. И таа слика во нашиот ум постои како контракција во нашето тело. И сега ние на база на таа контракција се идентификуваме и така живееме, нели? Но не го знаеме своето подлабоко јас.
И кога сме во таа контракција, нели, кога сме во таа, јас викам дека имаме три реалности, имаме его реалност, его домен, имаме есенцијален домен и домен на поле на потенцијал, квантно поле, физиката го викаат денеска, нели, полето на свеста. Најчесто луѓето живеат во овој првиот домен, уопште ништо не приметуваат. Меѓутоа, ако се поврземе со нашиот есенцијален домен, ќе видиме дека случувањата и овој его домен овде што немаат толкаво влијание на нас, затоа што ние сме во контакт со тој потенцијал во нас. И тоа се случува преку контакт со срцето. Така да, ако сме во контакт со срцето, околината нема толкаво влијание на нас. Меѓутоа, кога не сме во контакт со срцето, ние сме заглавени во своите инстинкти и делуваме од ниво на инстинктуална анимална природа. Научете да ги препознаете знаците и симптомите. Разберете дека траумата е еднаква само на искуства, а не и на диагноза. Некои лица со историја на траума може да имаат проблеми со менталното здравје, а други пак не. Еве неколку корисни препораки. Не носете ја работата дома. Направете простор за тишина, ограничете ги трајните комуникации. Бидете свесни за емоционалната тензија и проверете ги вашите ресурси за нејзино намалување. Запознајте се себе си, анализирајте ги своите реакции, препознајте ги вашите граници и учете од своите грешки. Направете промена во вашата рутина. Поставете граници за себепочитување. Развијте физички и рекреативни активности. Децата од сите возрасти може да преживеат трауматолошки стрес. Ова е темата која ви ја најавуваме за следната приказна. Довидување!